Почитувани гледачи, добро вечер. Имам особена чест и задоволство вечерова прв пат во студиото и во мојата емисија Рахела Мизрахи. Добро вечер, добро дојдовте. Рашела, како точно се изговара вашето име? Рашела, тоа е сефардската форма на Рахел, на библиската Рахел, која што како име е застапено особено на Балкан. Значи Македонија, Турција, Босна и Херцеговина ќе најдете Рашели, многу Рашели. Би сакал уште веднаш да започнеме со, за мене е екзотика, да разговарам со припадник на еврејската заедница. Ке ми дозволите неколку прашања, можеби подоцна, но вие како пратеник од Собранието на Република Македонија и од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, во моментов сте во една ситуација на, не можам да кажам точка на топење, туку топилницата веќе, сега се излева железото, не знам во што ќе се вообличи. Тоа е многу тешко и во политиката, некој се надеваш на најдоброто оружје дека ќе излезе од сето тоа. Имено, бесконечно многу имавме интервјуа, колумни, знаеме се што се случува. Сега мене ми е потребна една слика како вие ја согледувате целава оваа, па не знам, овој котел, ово завривање кое мислам дека ми се врати филмот со шарена револуција, оваа криза, онаа криза, после се у глава си викам, чекај, ние сме навикнати на се ова. Но шега на страна, сериозна е работата што се однесува до Македонија. Што се однесува до Македонија, значи 13 февруар на вечерта кога се постави прашањето за разрешување на техничкиот министер за труд и социјала, јас држав еден говор во кој што ја спомнав апсолутната вистина во која што верувам. А тоа е дека Македонија е она чија што иднина е зависна од незината историја. Ниедна иднина не се гради без историја. Во два наврати веќе парламентарното мнозинство и владата на Република Македонија решаваат дека ќе бараат иднина, заборавајќи ја историјата. Тоа е недозволиво. Знаете, во сите овие договори кои што ги подпишавме во изминатите години, односно кои што ги подпиша владата, јас поставувам едно многу едноставно прашање. Добро е да се има договори за добрососедство, меѓутоа кој е тука лошиот сосед? Во кој момент од времето те беше Македонија лош сосед на било која држава? И дали во овој момент е Македонија лош сосед за било кого? Јас не се сеќавам да сме имале спорни ситуации апропо Грција или кршење на грчки возила или лепење на нивните таблички или пак некоја верзија кон нив. И поправете ме доколку грешам, меѓутоа никогаш не сум чула за верзија кон соседот Бугарија, ниту било кое нивно прашање. Овие договори кои што се подпиша тек сега го покажуваат вистинското лице, а тоа дека не се ова договори за добрососедски односи, туку договори кои што отвараат многу навидум наивни, меѓутоа непријателски прашања помеѓу двете држави. Лјуштете го кромидот колку можете, ова не е брзо зборка како на другите телевизии, така што слободно можете. До трето ниво, до трето, идеме до центарот, до деветиот круг Данте, нема проблем со мене. Мене ме интересира една целосно ваше согледување, зошто ова го прават? Зошто ова се случува? Што е крајната цел? Ова не е можеби едноставен одговор, ама што и како до тоа е многу посложено. И ова го поставувам на секој што по вокација се занимава со политика. Знаете како, крајната цел на целото ова, првин мене не ми е јасен, како политичар не ми е јасен говорот кој што се појавува во соседна Бугарија. Меѓутоа, да не навлегуваме премногу во нивните политики. Иако има некоја реторика која што навидум наликува многу на територијална претензија кон Македонија, јас не сум да се навлегува во нивното прашање, нивната интерна политика, туку согледување на нашата интерна политика и нашата ситуација. Во целиот овој говор кој што се влошува од страна на нашиот сосед и они не ретерираат во своите ставови, јас не знам каде е нашата влада, не знам каде е нашиот премиер, не знам зошто ваков молк, не знам во кој момент мислат да истапат и да имаат одреден став со кој што се брани граѓанството, државата, идентитетот или јазикот. Се начнаа многу прашања кои што може во кои што се наоѓа целиот народ и тоа е очигледно.
се препозна народот дека е под одреден удар и заради тоа ги имаме и овие протести. Овие протести, да, може да се каже дека ги повикуваат опозицијските лидери, меѓутоа на самите улици не гледаме ние дека тоа се приврзаници на ВМРО, ДПМН или само левица или само алијанса, туку гледаме народно движење. Тука имаме и приврзаници и симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз. Се начна прашања кои што личат Ја би се на... оградил дека има припадници на Социјалдемократскиот сојуз, иако, добро. Јас лично Се видов уште луѓе. не сум видел ја во животот и кариерата СДСМ да излезе на протест против СДСМ. Но Јас лично видов луѓе кои што ги познавам од улица и кои што се приврзаници и симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз. Ова е демократска држава, луѓето имаат право да имаат различни идеологии и сосема свесно да ги бранат идеологиите на одредена лева или десна партија, меѓутоа ова е веќе се народно движење. Сега во една ваква ситуација која што е практично ситуација во која што нема одбрана. Премиерот нема одбрана, неговиот мок дополнително го револтира населението. И ќе ви кажам зошто. Еве да започнеме како еврејка. Во два наврати на Алфа телевизијата и во Канал 5 ја зборував за еврејското прашање апропо овој договор за добрососедство и членот 11 од истиот. Изборував многу на оваа тема и ќе ми биде драго повторно да ги повторам тезите и историските факти и документите кои што ги носам со себе. што е членот 11? Го носам со себе и можеме да го прочитаме. Член 11, став 6, вели вака: двете договорни страни ќе превземат ефикасни мерки за спречување на недобронамерна пропаганда. Не знам што значи недобронамерна пропаганда, нарочито кога, знаете како јас напоменувам дека договорите мора да се пишуваат прецизно, ова не е хартија, ова не е играчка, ова е меѓународен договор. И вели вака: од страна на институции и агенции и ќе обесхрабруваат дејности на приватни субјекти. Во овој момент можеби нашиот разговор е дејност на приватен субјект кој што зборува за историски факти кои што ЗАЕС сака да ги ретушира. Значи, не знам кои се тие ефикасни мерки кои што ќе се спроведуваат против мене, можеби после овој разговор. Насочени вика кон поттикнување на насилство, омраза или други слични действија. Ако зборуваме за депортација на македонските евреи, да, тоа е зборување за омраза, за насилство и други слични действија кои што, иако ваква дефиниција, други слични действија, не е дефинирано, не значи ништо, кои што би им наштетиле, вели, на нивните односи. Ретуширање на историјата поради дневно-политички потреби не може да се дефинира во ниеден договор како говор на омраза. Колку и да има обиди да имаме дневна политика која што треба да ја изменаџира историјата и историските факти за некој да не се најде навреме. Па ќе ве замолам, еве и господинот Заев, доколку не прати вечерва, колку сум јас навредена, колку е мојата заедница навредена од овој договор. Ако сакаме да минеме низ историските моментуми, јас во неколку наврати напоменувам дека се работи за два закони донесени од страна на Бугарија. Законот е донесен 1940 година во ноември месец во собранието, во Бугарското собрание. Тој се вика Закон за заштита на нацијата. Конструкцијата на истиот е според Нирнбергските закони од 1933 година, со јасно отцртување. Еве повторно ќе повторам, за луѓето кои што не знаат. Во овој закон се кажува дека евреите ќе носат жолта значка, ќе бидат обележани нивите домови, ќе има рестрикција на нивото движење, ќе има рестрикција во однос на мешани бракови, во однос на јавни функции, во однос на работни односи, не може да склучуваат работни односи, се до конфискација на имоти, составање на оние листи за депортација и конечно извршување на депортацијата. Тоа било тогаш, а сега? Сега Бугарија нема ваков закон, меѓутоа ние не можеме да тврдиме дека тогаш немало таков закон. Тој закон е поминат на крајот во собранието на Бугарија, на крајот на ноември месец 40-та година. Веднаш по него следи и законот за еднократниот данок, а подоцна може да поспоруваме и повеќе за тој закон. Кога излегува? Ова, продолжете, ова ми е мене многу интересно кога доаѓа од вас. Знаете како, има впечаток, не велам дека сум некој голем аналитичар или дека ги следам сите сегменти, но поправете ме. Ова со прекројување на историјата и да не се збори дека бугарите ги депортирале и така натаму, евреите, неколку години наназад го слушаме, ако не и почесто.
Зошто нема? И ја во тој момент, знаете каде се свртив? Не ме интересираше што зборат македонци, патриоти, ова, она. Бидејќи од тие патриоти, исто така, 90% имам слушано како евреите владеат со светот, заради нив сме у ова, они сите треба, со истите нацистички тези. Пази, некакви си патриоти овдека. Нема везе, да не навлегуваме у тоа, да не веносам таму. Но, каде беше еврејската заедница? Ми рекоа, вика, Јанко, од еврејската заедница ништо не остана. Толку е мало. Но добро, каде се за помали работи? Па јас знам дека израелската држава знаела нивните Мосад специјалци да се спуштат, никој кога не ги очекува, за да ги фатат, да ги уловат овие, оние и така натаму и така натаму. Карикирам. Бугарија плаќаше и репарации после Втората светска војна. Мене не ми е јасно. Не на евреите од Македонија. Но не на евреите од Македонија. Не на евреите од Македонија. И да бидеме јасни по тоа прашање. Зошто евреите не успеа тоа да го зошто Израел тоа не го бараш? Ти знаеме дека после Втората светска војна и тоа како сериозно секој што имаше некаква колаборација со фашистичкиот окупатор и помагаше депортација на евреите, за жал ниту еден евреј, многумина и преживеа, сме гледале на документарци, ни еден македонски евреј депортиран не преживеа, ниту еден. Точно. Република Македонија е држава каде што 98% од македонското еврејство е уништено. Луѓето се собрани евреите се собрани од целата површина на Македонија, ставени се во Тутунскиот комбинат, во 3 конвои на 22, 26 и 28, во 40 сточни вагони обележани со бугарска државна железница, се однесени во Треблинка и никој од таму се нема вратено. Да не заборавиме дека од осамостојувањето на Македонија еврејската заедница првпат заживејува како еврејска заедница. Се прави првата синагога, учеството во тоа го има мојот татко и сум многу горда на тоа. И конечно го изградивме и меморијалниот центар, се донесоа урните, бидејќи немаме гробно место, да имаме некое место на кое што ќе оддадеме почит на нашите предци. Што се однесува до Јад Вашем Израел, Јад Вашем Израел имаат целокупната документација за организацијата, овие закони за кои што говорам и случувањето во Втората светска војна, се до моментот на депортација на македонските евреи. Не се зборува само за депортација на македонските евреи, тоа се македонски евреи, евреи од Тракија, евреи од овој регион кој што е под бугарска окупација во дадениот период. Знаете како јас би го поставила прашањето малку поинаку. Израел секогаш ќе биде известен, како и сите меѓународни асоцијации, еврејски асоцијации, Америчкиот еврејски конгрес, Европскиот еврејски конгрес, рабинатот, за сите случувања. И тврдам дека еврејска заедница ги известува благовремено за сите активности. Меѓутоа овдека станува збор за македонски евреи, на веќе изграден меморијален центар во држава во која што никогаш немало антисемитизам, каде што македонскиот народ никогаш не посегнал по еврејскиот народ. Овдека прво очекувам да истапи нашиот премиер. И велам нашиот, бидејќи административно гледано, тоа е моментално авторитетот, премиер, авторитет во оваа држава. А не го гледам тоа. Напротив, гледам различни обиди да се замаскира еврејското прашање, да се оттргне настрана, да не се справуваме со истото, како времето да ќе ги уреди работите понатаму. Времето никогаш не ги уредува работите, луѓето ги уредуваат работите, а бегање од историските факти е недозволиво, како што е недозволиво негирање на Холокаустот. Верувам дека господинот Заев е силно свесен дека еврејското лоби нема да дозволи демант на Холокаустот на македонските евреи. Која е дефиницијата за Холокаустот на македонските евреи? Како е тоа дефинирано и запишано во списите на Израел, на Македонија? Што се случило, кој што направил, кој што не направил? Знаете, денеска многу објави прочитав, каде што велат направиле или не направиле бугарите, тоа е една работа. Но зошто ништо од македонците никој не помогна и каде беа партизаните тогаш? Значи, на некој начин и партизаните се сега соучесници во екзодусот. Доколку дозволите,
Јас би сакала првен да се остврнеме кон историските факти кои што се темелат на документација која што е јавно достапна, иако господинот Борисов тврди дека никогаш не го видел Законот за заштита на нацијата. Тоа се документи кои што се и во Вашингтонскиот меморијален центар, и во Јад Вашем, и во Семен Везетел центар, и во Меморијалниот центар во Македонија, и во сите поголеми центри кои што се занимаваат со еврејското прашање од Втората светска војна. Не, ќе повторам, не затоа што на евреите им е драго да зборуваат за Холокаустот. Тоа е ултимативна навреда. Нашите роднини, нашите семејства биле третирани како помалку од животни. Не сакаме да зборуваме за ова прашање. Меѓутоа мора да паметиме, затоа што секое непаметење на такво организирано законско спроведување на масакар на луѓе, значи единствениот начин да се сеќаваме, значи единствениот начин да зборуваме за демократија, за човекови права и општеството да иде нанапред. Го држиме сеќавањето затоа што може да се повтори. Се стигнало до овој момент како резултат на омраза. Единствено како резултат на омраза која што станала пандемија. Еве имаме пандемија со ковид, се надевам дека нема да имаме пандемија на омраза. Значи, заради тоа сакав да кажам, Законот за нацијата е поминат во Бугарското собрание кон крајот на ноември 40-та година. Потпишан од цар Борис III со указ број 3, еве го указот број 3, на 21 јануар 41 година и веднаш после тоа се носи Законот за еднократниот данок. Двата закони се донесени 3 месеци пред Бугарија да пристапи кон сојузниците, односно Хитлер, Мусолини и Јапан. Што се случува на територија на Македонија? 6 април 1941 година имаме напад на германската војска кон Југославија. 9 април Скопје освоено од германците. 17 април германците ја предаваат Македонија, Тракија и Пирот на бугарите и 19 април Богдан Филов ја дава она значајна изјава која што често пати циркулира по медиумите, во која што се мешаат земја, се мешаат народите, ист народ, ние сме од Дунав до Бело море, од Охрид до Црно море. Тоа е таа изјава која што се движи по медиумите. Доаѓаме до 42 година во Македонија. 42 година се спроведува законот. Значи, сакам на гледачите да им биде многу јасно. Не е герила акција во време на војна, па влегоа во Македонија и убија луѓе, туку се спроведува закон, организирано се спроведува закон за елиминација на народ. Првин Законот за заштита на нацијата, во која што се обележуваат еврејска кшта, се прави попис на листа на жители во таа куќа. Има полициски час, 18 часот не е дозволено на евреи да го напуштаат својот дом. Жолтите значки се ставаат на евреите. Нема јавна функција, им се забрануваат работни односи, буквално ги агрегираат и ги прават листите за депортација. Дополнително се отвара конто 344 во Бугарската народна банка, која што се вика конто за еврејски прашања, и сите пари се префрлаат на тоа конто. Ако ве ставам во ситуација каде што не можете да работите и да го прехраните своето семејство, ќе го продавате својот имот. Меѓутоа парите мора да одат на тоа конто во Бугарската народна банка. Тоа е еден вид на општо плјачкосување, општ грабеж, собирање на сето она кое што било вредно од евреите и припрема за депортација. Во тоа време, премиер на Бугарија е Богдан Филов, министер за внатрешни работи е Габровски, Белев е началството за еврејските прашања и цар Борис III начело на оваа организација. Белев бара помош и е консултиран во комуникација со Денекер. Не знам дали знаете, меѓутоа Денекер е десната рака на Ајхман, организаторот на депортацијата на француските евреи. Како поискусен му се нашол на Белев да му биде советодавно тело за како детално да се организира и изведе депортацијата. На 22 февруар 1943 година Белев во име на владата и цар Борис подпишува договор со германската амбасада, тогашниот амбасадор Бекерле, за депортација на 20.000 евреи. Не ми е лесно да говорам за овие прашања, верувајте ми. Меѓутоа, ова се историски факти за она што се случило и на моето семејство меѓу останатите. Мизрахи од Македонија, од Скопје се депортирани и никогаш не се вратија 83. Најстарата беше Нана Грасија, која што имаше 105 години. Не била плодово способна, немала да раѓа нови еврејски деца. Била многу позната како силна феминистка, била многу силен активист во синагогите.
зашто имало потреба за депортација на една старица заедно со сите нејзини деца, внуци и правнуци, се што родила, видела во тие вагони. Кој преживеал после вагоните во Требленка, ги видела во гасни комори. Освен најмладите, кои што биле преземани, како 1500 деца се земени од Македонија под 15 години старост, кои што биле одземени, оние кои што преживеале при пристигнувањето во Требленка, имало ознака Црвен крст, ги одвоиле настрана. Жените ги фатило паника во моментот кога чуле отстрели. Децата не се гушени во гасните комори, децата се стрелани. Причината за стрелањето, а не гушењето, било недостаток на циклон Б. Знаете, во целата оваа приказна, која што е историски факт, која што може би премиерот во одреден момент сакајки добра иднина и неговото субмисивно однесување кај нарече, како што и на Твитер се подсмеваат понекогаш проект гасификација на Полска. Меѓутоа се работи за моја фамилија. Се вадат различни тези во кои што сакаме да демаскираме историски факти. Еве велат тоа било бугарска администрација. Ќе ве молам, администрација, сакате да влеземе во било кое министерство, се знае точно кој е администрација во министерство. Администрација не поставува гранични премени. Администрација не воведува своја војна структура, свое законодавство, свое судство, своја полиција, свое образование, българско образование на окупираните територии. Не носи владици, не носи црквени лица кои што ќе воспоставуваат верата на поинаков начин. Би сакала да напоменам дека кога зборуваме за фашизмот од 41 година до 45 година, зборуваме за владата. Зборувам за министерот за внатрешни работи, зборувам за цар Борис III, не зборувам за бугарскиот народ. Во ниеден момент не зборувам за бугарскиот народ. 40-та година кога во собранието се носи законот за нацијата, голем број на пратеници, свештени лица, Кирил и Стефан владиците, кои што се бугарски владици, голем дел од интелектуалната сила, адвокатската комора се спротивставуваат, населението се спротивставува. Меѓутоа сепак депортацијата и плячкосувањето е изведено. Јас не кажувам дека целиот народ и секогаш низ историјата па и денеска е фашизоиден. Не, во тоа лудо време имало влади кои што биле фашистички. Не се работи за администрација. Администрација се луѓе кои што куцаат и спроведуваат она што ги скуцале. Овдека се работи за закони, спроведување за закони на елиминација и за целосно реорганизирање на државите. Друга теза која што често се споменува, ја спомна и министерката за одбрана Шекеринска. И јас сум под целосен шок, морам да признам, од нејзината реторика. Вели да ја заборавиме историјата, да пуштиме што се случувало пред 70 години, треба да ја гледаме иднината. Па ќе ве молам, кои сме ние без нашите херои? Знаете, можем и да ве парафразирам, не сакам да бидам на ваша страна, но знаете како? Знам како реагира кога им се спомна Тито дека треба да се избрише. Мислам дека Македонија толку обединета на нозе не била крената, како кога се спомна Тито. Карикирам. Продолжете, ве молам. Знаете како, се работи за министерот за одбрана на Република Македонија. Сега јас поставила едно прашање. Министер, на кое министерство, на која држава ќе беше таа ако не беа тие херои? Тоа е моето прво прашање. Второ, министерката треба да биде многу внимателна. Сега сме членка на НАТО. Нашите војници може да бидат испраќани на различни мисии, некои од нив дури да го загубат животот на тие мисии. Зарем треба да мислат дека за 70 години некој ќе ретушира што се случувало денес, па нема повеќе да бидат херои, туку ќе бидат злочинци? Каде тераме вака? Министер за одбрана на една држава треба да биде министер за одбрана на истата, а не да тврди како ќе се менува историјата. На крајот имаме нели и различни тези кои што зборуваат за етничката боја фашизам. Па знаете како? Етничка боја фашизам. Да, не требало, некои по социјалните медиуми се дрзнаа да кажат дека не треба да се става етничка боја на фашизмот. И ми беше многу интересно што видов дека има обид за развивање на таа теза, инаку сите овие тези, на жал, јас сум соочена повеќе од 20 на години. Не сум обрнувала многу внимание, можеби како моите родители или моите баба и дедо, заради тоа што сме се чувствувале како деца згрижени во Македонија. Нема антисемитизам, мирни. Меѓутоа, ете и мојата генерација дочека да се судри со истиот зид и да ја води истата битка. Знаете, долга битка
беше за македонските евреи да се стигне до документација која што јасно објаснува што се случувало. Зошто? Па, видете, голем дел од документацијата била разработувана во различни центри во различни држави. И требаше да се сублимира, Вашингтонскиот меморијален центар тоа го направи за да имаме и целото отсликување на ситуацијата. Богдан Филов, Габровски, Белев и цар Борис се осудени со обвинителен акт како злочинци. Еве го обвинителниот акт. Рехабилитирани се 95 години, мене начално не ме е јасно зошто. Што тоа треба да значи? Одеднаш Кој ги осудил? А кој ги рехабилитира? Ги осудува, значи, Комунистичката партија, новото раководство на Бугарија 45 година. Да не заборавиме дека да не бил комунистичкиот путч 44 година во Бугарија, Црвената армија стига на границите на Бугарија, што би се случило со Бугарија? Би имала истата судбина како Романија или како Маđарска. Меѓутоа тоа не се случува. Војната завршува, комунистите ја преземаат власта, да. Меѓутоа има обвинителни акти, има бројни обвинителни акти. И тезата дека не треба да има етничка боја фашизмот е сосема бледа и недостојна. Фашизмот има етничка боја. Не само што има етничка боја, има и имења. Има и презимења. Ајде да чујам како ви иде тезата, знаете зашто ми е во конфликт со она што го рековте, нели, не бил само целиот бугарски народ, биле владата и така натаму. Значи, владата и министрите не можеме да ги бој. Што ова треба да значи етничка боја на фашизмот? Знаете како, етничка боја на фашизмот си ја дале самите фашистички држави. Не ја дадовме ние. Ја дадоа после сојузниците, ја потврдија. Меѓутоа, дека има етничка боја, има. Германија во никој момент не тврди дека не била фашистичка. Исто како Италија, исто како и Шпанија, кај како Бугарија. Тоа не значи дека целокупниот народ се поистоветувал со фашизмот и тие идеи. Меѓутоа, за да имате вие влада, раководство на држава, треба да има мнозинство и треба да има доволно симпатизери за таа влада да се одржува. Да, 44 година паѓа таа влада и тоа е факт. По депортацијата на македонските евреи, на жал. Да не заборавиме дека на бугарска територија, на територија на Стара Булгарија, означена во документацијата, во западните делови има концентрациони кампови, евреите се товарени на возови. Во договорите кон Германија, Бугарија ветува дека ќе депортира вкупно 22.000 евреи, а 26.000 ќе задржи царот за реконструкција на инфраструктурата на Стара Булгарија, значи работна сила. И сега одеднаш ние треба да тврдиме дека нема етничка боја. Има етничка боја. И е полошо, има имиња и има презимења. Тоа не значи дека треба да разгледуваме етничка боја во формат на временска дистанца сите 70, 80, 150 години. Во тоа време, 41, 44 година, да, има етничка боја. Прилично комплицирано прашање. Мислам дека ова не е веќе работа ни на Македонија, ни на еврејската заедница во Македонија, ни на Бугарија. Ова бара некоја меѓународна арбитраж. Ја не знам како е сето тоа дефинирано со меѓународни односи, бидејќи Нирнбергскиот процес точно ги оседи, точно се знаеше што, како и така натаму, а Израел отиде на сите континенти, ги прогонуваше сите и мислам дека работава, ако е веќе до таму дојдена, мислам дека ќе треба да реагира или Обединети нации и да се расчисти. Ако веќе идеме за тоа, бидејќи знаете што не ми е јасно. Еве и да им речеме, добро, ете, ништо не сте правеле овдека, сте ми давале само сендвичи, фала ви. Океј, ќе не пуштите во Европска заедница? Хубаво, ве пуштаме. Што со тоа? Дали ние со таква изјава можеме да ги рехабилитираме бугарите и да ја преиначиме историјата воопшто, да они стално се повикуваат никогаш не сме биле фашистичка, бидејќи гледате дека денешново време... Тоа е целта. А тоа е целта. Тоа е целта. Апсолутно тоа е целта. Знаете што, се поставува прашање бидејќи по завршување на Втората светска војна, етничката боја на фашизмот е осудена. Имаме обвинителни акти, имаме пресуди, имаме мировни договори. На крајот на денот е небулозно да полемизираме околу терминологија
која што доведе до над 20 милиони жртви, од кои што 6 милиони евреи со милион и пол деца. Небулозно е. Нарочито на Балкан. Непотребно. На крајот на денот, со сите овие збиднувања, знаете, ние излеговме од Југославија како Република Македонија, македонски народ и македонски јазик. Што е целта на влезот во Европска унија? Зарем ќе влеземе како поинаква држава, без идентитет, без интегритет, без јазик? Што е целта на ова? И ќе направиме целосно заборавање на се што Заев повторува дека во Европската унија ќе влеземе како македонци со македонски јазик. Се надевам дека ќе го задржи зборот. И ние до ден денеска не знаеме дали има анекс на договор, нема анекс на договор, што е подпишано, што не е подпишано, што стои во тој анекс, значи народот дознава се подосна. Не народот. Бугарија се во ова што го прави по она што се имаат договорено во бугарското собрание. Ја не ги знам да ги владеам точните терминологии, како се вика тој документ и така натаму. Зошто Борисов и Захариева вика, ние не можеме вика друго. Ние у парламентот со акламација е донесено дека тоа се поддржува и дека тоа треба у договорот да се бара од Македонија. Значи, можеме да кажеме дека цела Бугарија и го поддржа според анкетите. Тука фали македонскиот став. Каде е премиерот? Каде е владата? Во парламент сте. Каде сте во парламентот? Каде е ова парламентот да донесе? Ако власта и позицијата не го донесе, каде е опозицијата? Опозицијата бараше, Антонио Милошевски раководи со таа комисија која што за надворешни работи која што бараше да се состанеме со опозицијата и да издействуваме декларации и да ставиме одредени нацрти на црвени линии на нашето однесување. Како што донесе Грција, како што донесе Бугарија. Точно. Меѓутоа, опозицијата никогаш не се најде доволно доблесна да присуствува на комисијска расправа. Знаете како, за оние кои што не знаат, доколку нема кворум за работа, комисијата не може да започне со работа. Самото абстинирање на мнозинството, односно на Социјалдемократскиот сојуз во овој момент, значи дека ние не можеме да работиме, не можеме ни да стигнеме до заклучоци. Најверојатно не е само чиста насока. Се надевам дека е така. Знаете како, кога ќе станете пратеник во Македонското собрание, вие сте пратеник на народот. И народот е на прво место, не се политичките партии. Мене искрено ме провоцира кога ќе чујам од колеги од парламентарното мнозинство: да, одличен говор, да, ти верувам, ама наредба си е наредба. Што значи тоа наредба си е наредба? Ние не сме пратеници на одредена партија, на прво место сме пратеници на граѓаните, пратеници на Република Македонија, после тоа се партиите. Значи, ние не преговараме во овој момент, ние сме исклучиво на добра волја на премиерот Заев. Зад него не стои парламентот, не стојат некакви црвени линии, туку отворено. И сега, ќе се прашате да го бајпасира парламентот. Да, ама нема што да бајпасира. Ништо нема донесено од парламентот. Еве, извинете вака што ви се обраќам, ама вие ништо немате донесено. Така. Ништо немате донесено. Така. Кај се македонските црвени линии? Така. Македонските црвени линии сега ги импровизираме некаде на, не знам, на протести и така натаму и така натаму. Како единствена можност од сите инструменти со кои што располага опозицијата, единствениот механизам законски е парламентот. А напуштање? Дали ако излезете, ќе се блокира парламентот и што ќе се добие со тоа? Некои многумина го советуваат и ве обвинуваат дека сте кукавици, дека соработувате со нив и сите тие работи, дека заедно е се ова некаква глума, но дека еден ваков потек може да ја блокира целата оваа игранка што се случува. Значи, знаете како, луѓето имаат право да бидат револтирани. Со сите политички збиднувања во Република Македонија во последниве 3 години, дури јас ги гледав и статистиките за иселување во Република Македонија, кои што се за 12% драстично зголемени во 2017 година, 2018 година се веќе 18%. Јас го разбирам револтот на народот. Исто така разбирам кога народот или одредени граѓани сметат дека треба нешто радикално да се направи.
Што ќе се постигне со напуштање на парламентот? Да, во одредени точки на одредени пленарни седници е потребно напуштање на парламентот. Меѓутоа, не за сите. Не за сите. Ќе дојдат точки кои што се, например, буџетската точка. Како да ја напуштиме буџетската точка и да не се издействуваат плати на граѓаните, на административните работници? Тогаш уште поголем гнев ќе навлечете. Тогаш е уште поголем гнев, затоа што не е само политичката криза која што се случува. Се соочуваме со економска криза, се соочуваме со еколошка криза, со здравствена криза. На многу полиња е потребна помош. Да. Сега камерата ќе се сврти на мене, ја ве молам да ја коригирате вашата буба. Би сакал само нешто да ве прашам. Дали успеавте да го видите документот што господинот Рикер му го испрати до господинот Заев? Го видовте документот? Да. Значи, ја овој го испратив на повеќе луѓе и навистина сум зачуден во целава ситуација. Од една страна, некако како да проследувам некоја византиска и троштина на Зоран Заев, кој, нели, по некоја библиска старозаветна ќе бидам секому се, само да го приволам за спасение. Од друга страна, дури и Бранко Црвенковски искача и вика, отидено е преку граница. Знаете, ако вам не ви верувам, тогаш малце ќе се подзачудам што и во СДСМ врие по ова прашање. Од трета страна, знаете филмот кога јагнињата ќе стивнат. Новиот филм е кога амбасадорите ќе стивнат. Ништо по сиве овие драматични прашања кои вие ги извадивте, нема од амбасадорите. И тука, напишете си цртка, имате ли комуникација вие како еврејска заедница со некаква протестна нота до сите овие амбасади. Од друга страна, господинот Рикер му вика со нагласено пријателство, со нагласена лична поддршка до господинот Заев во еден текстот е јавно објавен, вие сте го виделе, така? Да, го има да. на мојот Facebook профил, го ставив, во кој американската господинот Рикер, поточно Соединетите американски држави, му даваат максимална поддршка на премиерот Заев да ова се што го прави максимално. Јас само на едно да продолжи ова да го прави, за да ја внесе Македонија во Европската унија. Ова ме интересира. Писмо за поддршка да се продолжи и така натаму. Прекрасно. Поставили некој прашање, контрапрашање. Еве, имел адресата Рикер, лесно се доаѓа до Рикер. Него вас политичарите да ви ги врзам очите, знаете како да стигнете до калето до американска амбасада. Зошто не е поставено прашање? Океј, фала ви. Дали вакво нешто е пратено и до бугарската страна? Например, знаете како го разбирам? Сега треба да ми е американската амбасадорка овдека и да ја прашам, и јавно ја ве прашувам. Дали вакво некакво писмо е пратено и до Бугарија, за да и они направат се што може да се направи, за да Македонија влезе во Европската унија? И трето, што нам ни менува? Што нив им менува? Ако ние им признаеме, еве и бугари сме, што вам ви значи дека ако сме бугари или сето тоа да се сложиме за да влеземе? Како тоа уопште и Европската унија вика добро, вика, договорете се вие. Како бе да се договориме? Мислам, не ми е јасно овде небулозата. Значи, прво критиката до вас, пратеници, до еврејската заедница, за сите овие, каде се тие официјални реакции? Затоа што, ако имате официјални реакции, и ние новинарите ќе имаме, добро, еве реагиравме. Историски документ, така, некој може да е нов ќе се најде и ќе рече, ало, ние имаме, како што сега ги вадите документите за Бугарија 1931-42, што е донесено во парламентот, така натаму некој ќе рече, извинете, еве ги реакциите, не е донесено во Македонија, но реагирале. Нереагирањето е одобрување. Дали ме разбирате? Вака, сега да речистиме една работа. Мојот став е дека, како и на сите политички чинители верувам во Македонија, дека единствената иднина на Република Македонија е иднината во Европската унија.
Меѓутоа, Европската унија не создава проблеми, таа решава проблеми. Не може билатерален спор помеѓу две држави кој што е наметнат како резултат на небулозен договор кој што е еднаков на празен лист хартија. Таков договор не личи на ништо и затоа излегуваат проблеми од него, затоа што не е професионално направен од не знам какви чинители. Не стига до моментот да ние имаме спорна ситуација со Бугарија која што треба да биде некаква наша кочница за влезот во ЕУ. Тоа е небулозно. Тоа е небулозно. ЕУ не се занимава со прашањето на дали Бугарија има вакви претензии или ваква историја или сака ние да ја смениме историјата. Тоа не е прашање за влез во ЕУ. Прашањата за влез во ЕУ би биле дали ние имаме правен систем, дали имаме ние законодавство кое што функционира, дали имаме судство кое што функционира, каква ни е економијата, дали имаме функционално здравство. Ние паѓаме на сите тие тестови, а се заглавивме во небулозниот 3 листа договор со Бугарија. Од друга страна, ова е многу добра поента, многу добро го кажавте. Ако го забележат новинарите, ова е добро. Ова е добар твит. па Ми се јас допадна. немам Твитер, ама гледам дека Не, по бројот на карактери, ова е многу јак твит. Се извинувам што што се ви однесува гледам. до писмото од господинот Рикер. Јас го разбирам малку поинаку. Повелете. Јас разбирам дека тој вели да, поддршката е дека Македонија треба да влезе во Европската унија и сите велиме да, треба да И влезе. се ќе направиме да помогнеме. Може би да овој влезете? спор нема да се реши сега, може ќе се реши за 50, 70, 100 години кога историчарите согласно референции и факти ќе завршат да работат историските комисии. Вистински историски комисии, не исполитизирани историски комисии, кои што ќе имаат и доказен материјал, како што гледам сега и самите комисии изреагираа кон премиерот Заев и не го потрошуваат во неговите ставови, кои што се на изглед збирка на несрекни изјави. Но тој вели вака, билатералниот спор не смее да биде пречка за нашето членство во Европската унија. Ама зошто нам ни го праќа? Што имам јас од тоа? Ние сакаме да влеземе. Па јас мислам дека Зошто такво појасно, писмо? Ама што со тоа писмо? појасно и гласно да се упати порака кон нашиот премиер да не ретерира и подпишува работи кои што не ги познава. Ја напротив, И јас го разбирам така. добро, интересно. Баш ќе видиме многу брзо времето ќе покаже Да. дали е тоа така, бидејќи ја би го разбрал многу попозитивно кога вакво некое писмо кој би им рекло Бугарија е добра, членка во НАТО, членка во ЕУ, супер, сојузници сме. Нека вашиот билатерален спор не биде пречка за влез на Македонија во ЕУ. Толку треба да напише Рикер. Зошто не го пишува? Јас верувам дека јас барем така го толкувам. Јас барем така го толкувам тоа. Апропо еврејското прашање и дали евреите и еврејската заедница реагираат, евреите од Македонија реагираат. И по амбасади, и по меѓународни заедници. Значи, верувајте ми дека има активност. Проблемот е што премиерот не реагира. Ова е, знаете како, многу слична ситуација, мене сега од дистанца ми е смешна ситуација, е кога министерот за надворешни работи пред моето разрешување во февруар месец, иако тоа беше само техничка функција и не знам што толку насрна, кажа дека добил вербална нота, кој што е писмен запис на устна комуникација, како резултат на љутина на екс-министер за надворешни работи на соседна Грција. Сега, небулозата тука е во поддршката која што тој ја дава кон екс-министер за надворешни работи на друга држава, не штитејќи ја својата колешка од својата држава. Тоа е страшна небулозна ситуација и верувам дека истата сега ја гледаме апропо ова прашање. Да, се реагира од Македонија. Каде е премиерот да изреагира? Премиерот мора да има црвени линии за сите граѓани. Нема Евреите просто, депортирани се македонски граѓани. Нема му е агендата, он има две агенди у животот. Значи да не се занесуваме економија ова она, приказки за мали деца. Он има дојден две агенди. Таа е да го реши спорот со Грција за НАТО и го реши, и да го реши спорот со Бугарија за да влеземе во Европската унија. Поточно ние
скоро и бевме убедени дека ќе влеземе. Ја скоро сите од СДСМ вика готово е, нема проблем, нема никакви кочници. Одеднаш гледаме дека е кочници, а мене ми се устваруваат некои предвидувања и сознанија од пред 20 години дека Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија, исто како и некои други соседни земји што. Јас искрено се надевам дека не сте во право. Да. И дека ќе влеземе во Европската Да. унија. Ја верувам дека на Блискиот исток ќе завладае мир скоро. Еве утре за до трека. Знаете како, добро би било ова време и да не влеземе сега, да не добиеме датум, да не влегуваме во Европската унија. Добро би било ова време да се искористи за внатрешна реконструкција. Владата на Зоран Заев веќе 4 години е премногу насочена кон надворешната политика. Во меѓувреме, во Македонија не гледа што се случува со внатрешната политика. Да немаме внатрешна политика, ние нам баш ковид. поради тоа што немаме, Ковид имаме ние. иселување, масовно иселување. Па нели режимот од некое друго време беше виновен за иселување. Па како стапката на иселување е сега зголемена? Извинете. Извештајот од ноември 2020 година. Objection, мадам Мизрахи, objection. Ја морам да се консултирам, бидејќи малку и бев некоректен кога велам не се подготвувам, ама ја оно што се подготвувам да ве прашам одлично го ставам на мојот Facebook профил, од тука ги вадам оние тези. Имено излезе министерката за труд и социјала која изјави дека зголемениот број за Deutsche Welle, интервјуто го пренесов од Deutsche Welle, во кој вели дека малце да бидам ја коректен како е точно напишено, диаспората е виновна за бројот на невработени. Иселените се вратиле и заради помошта од 6000 денари. Не сте ја виделе оваа изјава? Ја видов. Добро. Ја видовте. Значи, ова на некој начин одразува. Океј, ја разбирам дека во овој случај Македонија е во војна и мора да го реши тој проблем, дека сите партии на нас за 25 години искачавте на медиуми. НАТО ЕУ, иначе готови сме. Океј, еве ја сега последната шанса. Заев, лут или не, направи работи кои никој нормален не би ги направил, кои предизвика реакции и буквално спремен е уште повеќе само да ја внесе Македонија во Европската унија и во НАТО. Што ќе остане од Македонија потоа, мене не ми е јасно и која е крајната цел. Не мора да идеме. Доволно говоревме, но вака да ве прашам. Дали би шпекулирале што е целта на Бугарија, што конечно ова треба да, значи, да ние прифатиме дека сме бугари, дека јазикот ни е корен бугарски, дека сме ние со бугарски корен. Би шпекулирале? Дека тоа е нивното барање? Да, не, тоа е нивно барање, но зошто? Што е крајната цел? Верувам дека може да се работи за територијална претензија во форма на политички прагматичен за нив превес. Ние ќе бидеме новиот Нагорно Карабах? Верувам дека ова е многу силно поврзано со изборите кои што претходат во Бугарија. И верувам дека политичарите секаде во светот, а особено на Балканот, премногу навлегоа во тенденцијата на создавање на игри на привид навесто вистини. Тоа се потврдува и во Македонија заради тоа што гледаме дека предизборните кампањи немаат никаква допирна точка со постизборните програми. Ајде да го завршиме овој политички дел, да ве прашам нешто лично. Пак има политички прашања секако. Кажете ми, за вас не знаевме до новото ВМРО со начело со Мицковски, вие се појавивте. Кај бевте до тога? Што се случуваше за вас и многу брзо ги освоивте симпатиите на членството? Јас се иселив од Македонија 2008 година официјално. До 2015 година живеев во Израел. Студирав на Барилан универзитетот, на департментот Life Science, кај ментор Хаим Бредберг, кој што инаку и декан на на факултетот Беркли. Докторирав на една интересна тема на машка фертилност и поради недостатокот на кодови за нострификација на мојата докторска дисертација во Македонија, сум пишана биохемичар и
на различни начини, па и така и медиумите пренесоа кон народот дека сум биохемичар, дека сум ова, дека сум тоа. Јас сум всушност доктор на науки на биохемија и молекуларна биологија на андрологија, значи специјализирана за машка фертилност како елемент во лабораториските наоди кога се работи на фертилност. А вие со вас ја би можел да истерам и добар муабет за ковидов? Па, може, зашто да не? Не, тоа ќе ве поканам повторно за таа работа. И се враќате овдека, дали претходно бевте член на ВМРО или како се случи? Не, бев симпатизер на ВМРО ДПМН. Некако знаете, јас сум растена во семејство кое што до ден денеска практикува повеќе демократија отколку што многу држави верувам може да го кажат за себе, така да е гаено развивањето на демократските ставови во нашето семејство и секогаш се наоѓала како повеќе десно или повеќе конзервативна. 2015 година се вратив во Македонија и требаше да престојувам тука само 4 месеци пред да го почнам поддокторскиот студиум во Норвешка, во Осло. Да, добро. Заминав до Министерството за здравство на покана на тогашниот министер и по кратка консултација со него требаше да помогнам во правење на статистичка анализа на податоците од мој термин. И малку по малку остана во Македонија. Тука се омажив, тука ми е семејството сега. Не очекував дека некогаш ќе бидам во политика. Овие години, да. Так. Не очекував дека ќе влезам било кога активно во политика. Да бидам искрена, до своја 28 година имав страшна аверзија кон политика, само по себе. Сметав дека тоа се луѓе кои што едно кажуваат, друго мислат, трето прават. Па што е сменето? Да, уверена сум. Заради тоа и самата себе си не се гледам како политичар, мислам дека би била крајно несмасна и можеби симпатиите што ги оставив кај народот се поради несмасната искреност. Јас така несмасна искреност, убаво кажа. Да. Ме интересира какво е вашето семено потекло? Вие сте по мајка, по татко или и по двата родители сте наследник на наследник, не, како се вика? Еврејка. Еврејка. Значи, по татко сум по крв еврејка, а татко ми потекнува од старо скопско еврејско семејство, кое што по депортацијата од Шпанија 1494 година стига првен до Грција, до пристаништето во Солун, а потоа се преселени Давико де Фернандес Мизрахи 1510 година се преселува во Битол и од тука семејството тргаме кај Скопје. Евреите скоро читав и гледав документарец интересен за де факто дека евреите во Македонија се доселени од Шпанија по прогонот од Шпанија. Да. Отоманската империја ги прифаќа. Да. Како резултат на тоа што имаат недостаток на лекари и тука остануваме. Семејството живеело, да кажам, прилично добро, ситуирано се до Втората светска војна, кога се сите депортирани, скоро сите, со случак на мојот дедо и мојата баба, кои што се спасуваат преку Албанија, бегајќи преку Албанија, подоцна се враќаат во Македонија и двајцата се вклучуваат во партизанското движење. Морам да напоменам дека иако ретко дедо ми знаеше да спомене дека знаеле дека се депортирани, меѓутоа не знаеле каде се, дали се живи, дали се работи се работен камп. И после војната дознале дека нивните семејства се убиени. Дури после војната се дознава вистината, Мене на што се вистина, случува. земајќи во предвид дека ме вознемирува моментумот кога се зборува за партизаните и ќе ви објаснам и зошто. Меѓутоа само да завршиме со првиот дел. Че мојата мајка е мијачка од село Тресонче, така си се представува, родена и одрасната во Белград. По запознавањето со мојот татко ја прифаќа еврејската вера и јас и брат ми сме единствените мизрахи наследници моментално во Македонија, последните двајца. Многумина од тие кои што останале во Македонија се веќе заминати, како причина се браковите или исолувањето кон Израел, така да сме релативно мала заедница која што многу цврсто се држи до своите корени. Колку луѓе сте? 198 верувам дека сме во моментов. Евреи? Да, со тоа што знаете како натежно. Добро, натежно. подзастана мислев двајца, тројца сте спанати. Не. Да сте живи и здрави и да се умножите. Ја не сум видел земја што лошо поминува да има голема еврејска заедница. Мислам, тоа е сега
многу студено од Ви моја благодарам. страна, многу студено, ама знам дека каде им е добро на евреите, добро е на таа држава. Карикирам, секако се шегувам малку. Да, повелете. Така, значи да се работи за мало семејство, ние сме малку останати во Македонија, сите евреи се малку во Македонија, меѓутоа цврсто се држиме до корењата, цврсто се држиме до верата. Јас и повторно навраќајќи се на моментумот дека имаме многу демократско семејство и така сме одгледани со мојот брат. Јас сум повеќе онаа која што се грижи за верските работи во домот, наспроти брат ми кој што е многу по-либерален по истите прашања. Инаку за време на студиумот да напоменам дека Барилан во исто време и Ешива, значи религиска школа, излезена од Ешива, каде што нели Ешива е школа од која што излегуваат рабините. Па така да имав и доста услови да го развивам моето верско школување што се однесува до јудизмот. По враќањето во Македонија, знаете како, јас сега сум во брак со човек кој што е православен, ние имаме демократски дом во кој што се частува се, имаме силна почит кон сите. Како беше свадбата? Трчавте од храм у храм или се... Не, имавме многу интересна свадба, решивме дека ќе биде комбинација од се и ништо. И на крајот ја одбравме да биде во Сарај, баш во Сарај. Имавме комбинација од гости кои што беа и од Израел, и од еврејската страна, и православни. Кој ве венча? Немавме свештено венчавање, имавме само граѓанско, да, добро. Само граѓанско венчавање. Ама остана како еден убав моментум, заради тоа што не се судривме и до ден денеска не се судруваме со моментот на проблем. Ќе ви кажам зошто не. Честопати моето семејство зборува за омразата кон зборот толеранција. Ние како семејство го мразиме зборот толеранција. Те толерирам, татко ми вели, значи дека те трпам додека морам. Меѓутоа те почитувам е убав збор. И заради тоа ги почитуваме сите и очекуваме сите да не почитуваат нас. Достоевски вика, почите збор, вика празнината помеѓу омраза и љубов. Многу зезнато, извините, пушти контра. Ама јака е оваа реченица. Интересно што дали во Македонија постои синагога и дали се одржуваат верски обреди? Постои синагога, меѓутоа некогаш имаме проблем да одржуваме верски обреди сега поради тоа што рабините не може да патуваат, а немаме македонски рабин. Немаме македонски рабин. Немаме македонски рабин. Благодарам. А вториот момент кој што е проблем е што за многу еврејски обреди е потребен така наречен минјан. Минјан значи 6 машки глави. Повторете? Минјан значи 6 машки глави присутни. Знаете како? Синагогата е место за молење, меѓутоа не е исклучително за мажи, меѓутоа не се бара од жените да бидат присутни во храм. Добро. Зошто? Затоа што ултимативно, земајќи историски дека еврејските храмови биле секогаш рушени, ние можеме да се молиме на жените може да се молат на било кое место, бидејќи го наоѓаме во себе храмот на времето. И заради тоа има една корелација на наследството на јудеизмот преку мајка, а не преку татко. Мајките се оние кои што научат на мајчин јазик, мајките научат на традиција, мајките научат на фамилиарната историја, мајките ни го даваат коренот кој што не врзува кон својата група. И заради тоа жените во главно може да останат дома. Јас немам проблем да се молам дома. На мојот сопруг апсолутно не му пречи кога тоа се случува, тој е повеќе либерален, не е толку верски преклонет, јас сум повеќе. Така да можам и сите обреди да ги остварувам дома, иако синагогата стои и кога ми е потребно, одам во синагога кога ми е потребно за мене. Кога ви е Нова година? Рош Хашана помина во септември месец. Тогаш и црковната Нова година интересно. Така? Да. Па мислам дека има корелација Која година сите... сте? Многу години. 6000 781. 5781 по вашиот календар. Да. Секако дека се користи современиот кој го користи целиот, но религиски во Израел се користи тој нултата година ваша. Знаете како, има повеќе расправи за тоа која е нултата година. Многу од евреите кои што се посекуларни ќе ви кажат дека тоа е броење на времето од крал Давид, не, од Абрахам и Сара. Значи не е од крал Давид. Од Аврам. Аврам и Сара, да.
И обично 1000 година пред наша ера ја гледаме како точка на Давид Мелех Израел, Давид кралот на Израел. Повеќе внимание се насочува не кон календарската година, таа е само за Израел и многу од секуларните евреи во светот и не ја пратат таа година која што се прати во Израел, ја пратат годината која што сите ја означуваме, меѓутоа не се заборава да се прослави Песах како почеток на верската година во април месец. Ако некој не знае, Песах е излегувањето на евреите од Египет. Пасха. Пасхата. Да. И таа се случува понекогаш православната и Пасхата да се поклопат со Великден. Така. Мислам дека негде 80-тите години, крај на 80-тите и католичката, таа беше прекрасна една процесија во Јерусалем, кога сите три религии во исто време го прославуваат. Не се. Како го прославувате Мојсиевото преминот преку Црвеното море? Дали има некое посебно посебен датум? Како го нарекувате тој и кога се слави? Значи тоа е баш Пасха. А тоа е баш Пасха преминот, да, добро? Излегувањето од Египет е световната нова година. Тоа е световна нова година. Да. 15 дена потоа е Пасха, представувам. Да, јас имав чест и задоволство на МТВ во 2018 година на Македонската радиотелевизија, еднаш месечно или еднаш во 2 месеци, баш да имав време од 20 до 30 минути да зборувам за нашите празници. Пасха е најголемиот верски празник, иако за мене секогаш ќе биде најубав Ханука. На жал ние немаме такво китање за нова година, меѓутоа за Ханука знаеме да. Кога ви е Ханука? Ханука сега доаѓа во декември месец и еве за гледачите доколку е интересно, можеби и за вас. Ханука всушност и борбата која што се случува на Ханука и чудото кое што се случува на Ханука е всушност борба помеѓу лево ориентираните и десно ориентираните. Што е Ханука? Објаснете. Ханука е борба за зачувување на националното единство на евреите. Значи, кога грцификацијата, односно наметнувањето на грчката идеологија доаѓа во Јерусалем, што се случува? Се случува, ова е после Александар Македонски, кога... Пардон. Се случува да се урнисува храмот. Значи, грците влегуваат во храмот, носат вино кое што не е покашер, носат жени, го скрнуваат храмот и во исто време се почнува со организација на олимписки игри. Небукаднезар го руши храмот? Не. Зборуваме за вториот храм. Вториот храм. Добро. Тие влегуваат, значи менуваат се во храмот, почнува да се организираат олимписки игри, почнува да се менува јазикот на кој што го говорат јудејците. Дополнително во олимписките игри морало и навидум, бидејќи голи се одржувале, да не се приметува обрежувањето на јудејците. Има едно движење, десничарско движење на масадејците, кое што е против ваквото модулирање или грцификацијата на јудејците. И е буквално борба помеѓу левицата и десницата, во која што десницата ќе победи. Меѓутоа, што е целта на Ханука? За Ханука, значи грците во последниот обид да разрушат се во храмот, ги рушат сите ќупови со масло. Светиот храм никогаш не останува не осветлен со масло. Заради тоа се случува чудо. Кога влегуваат, значи, јудејците во храмот, гледаат дека нема масло и велат сега што ќе правиме? Потребни се 8 дена за да може да се произведе кашер масло и да не згасне оганот. А ние имаме само малку масло кое што е доволно да го осветлува само еден ден. И се случува чудо и Господ е присутен и храмот тоа малку масло свети 8 дена колку што е потребно да се направи ново масло. И заради тоа и палиме свеќи. Ние кога говориме за верски работи и кога ќе се каже една таква вистина и мудрост, велиме амин. Како велите вие? Амин. Амин и вие велите. Знаете ли што значи амин? Знам дека зборот слава на Бога. Некое моје тумачење што го знам. Малку поинаку. Добро. Амен значи верувам. Значи што и да кажете, амен, верувам. Верувам, така. Моќта на подсвеста е многу силна кај вистинските верници. Колку пати нешто ќе повторите, колку пати за нештото ќе кажете амен, верувам, толку и силно верувате. Да, обично нели веруваме кога некој ќе каже некоја вистина, амин. Да.
ја потврдувам, верувам дека е тоа така. Ние често пати велиме за убави вести. Амин, само така нека е. Имаше некаде почетокот на 90-тите се случи една убава и прекрасна работа во Македонија. Дојдоа евреи од Израел и отворија во строгиот центар на Скопје отворија продавница за брза храна. Вау. Не знаеш ти за ова? Не знаев. Чекај малце да растам и ја како квасец сега, знаеш, да си дадам себе на значи. Не, се обидувам да си купам време, да се сетам како се викаше продавницата, се запознав со младиот газда, го дружевме и така натаму, го носевме по журки, млад тогаш и ја дизџокеј. Се наоѓаше на кај, ајде да речам, од Каршија кај што е тренд. Добра. Кај што е сега Бургер Кинг, на таа уличката што излегува на... тука се наоѓаше, прв пат тогаш пробав фалафел, фалафелот само го запомнив, иначе 300 работи. Прекрасна ми беше кујната заради најголемиот дел е постна храна. Ама многу прекрасно подготвена и мене ми одговара постна храна. Не веганска или вегетаријанска, постна храна ми одговараше во пости идеално. За жал, кога почна малце работите во Македонија, многу брзо се спакува и си отидоа и ми остана носталгија. Не можам се сетам, сигурно некој ќе ми прати. Во принцип ние не сакаме постна храна, морам да ви кажам. Како? Евреите не сакаат во принцип постна храна. Ние обично се шегуваме дека ашкеназите се оние кои што сакаат помалку храна, а ние сефардите, најубава работа е фалафелот. Да. Тоа е ваше Ама знаете копирет. ли што е проблемот? Што е? Во Македонија. Проблемот е што тука немаме кошер месо. Не може да најдеме кошер месо. Што е кошер месо? Евреите јадат кошер исхрана, што значи има крути правила што се познати на поголемиот дел од секуларниот свет и има и поблаги правила кои што се познати само на повеќе верниците, да кажам, порадикално верниците. Како муслиманите што имаат халал? Да. Така. Значи првото правило е не јадење на свинско месо. Добро. Имаме и уште правила. Не јадеме морски плодови. Не мешаме месно со млечно. Паметни луѓе, браво. И секое месо кое што го јадеме, секое животно што го јадеме, мора да биде колено по кашер. Так. Значи посебен обред во кој што рабинот има рабини кои што се за кошер, инаку еве доколку гледачите ги интересира, рабините не се како свештеници за се. Значи рабин за храна, рабин за бракоразводи, рабин за бракови. Рабините имаат различна специјализација зависно предимно и од нивниот примарен факултет кој што го завршиле. Тие мора да завршат еден образовен циклус, например да кажеме да стане адвокат, па подоцна да станува рабин. А ти зашто заврши? Вие се извинувам. Јас не, жените не се рабини во Не Израел, сте има една реформистичка Што линија. можете? Да, има и во Може. христијанството, но што Жена може да биде рабанит или сопруга на рабин, која што всушност го има уделот на учителствување кон жените во јудејскиот свет. Значи, додека рабинот ги учи мажите, рабанитот се осврнува кон жените. Така. Значи ли тоа дека светите списи можете да ги држите, да ги отварате, да ги читате на нив или кој има исто строго? Реформистите можат. Добро, значи не Еве и може. поблагите форми, например во германскиот рабинат. Нема некоја предрасуда во однос на тоа кој ќе допре која списа. Јас лично не би се дрзнала да допирам списи кои што не се за мене. Добро. Немам потреба од истото. Тие списи се стариот завет во суштина? Не. Не? Тора е стариот завет, петокнижието. И Тора може било кој и треба да има Така. секој и треба да го чита секој. Од друга страна имаме Талмуд, кој што е законик и кој што е добро и умно да се познава. Да, од општа Верувам култура дека- најмалку. Па знаете што, македонската верзија може би е Цепенков. Добро. Имаме и македонска верзија. Јас сметам дека во животот доколку немавме Библија и немавме закони, Цепенков ќе беше доволно. Имаме беседата на гората ние. Што се светите списи што се читаат? Тие се доста интересно на две да речем како убаво украсени дрвени на кои се намотани како бесконечно. Така.
Тоа е света тора. Значи тоа што е намотаното е всушност штавена телешка кожа, која што се мести на два дрвени стативи за намотување. Писанието го прават само рабини, исклучиво рабини, значи текстот се испишува како и оригинаторниот текст. Нормално дека треба да има само еден превод, бидејќи оригиналот е на староарамејски. Се пишува со масло од бобинки, со перо. И нешто интересно е дека тората не смее да претрпи повеќе од 3 грешки. Доколку има повеќе од 3 грешки, истата се смета за почината како човек и се погребува исто како што се погребува човек. И ова уште да ве прашам, не ми одговоривте, што содржи Тората? Тоа е петокнижието. Значи Стариот Завет. Да. Добро, да не ве навлегуваме премногу. Имав многу интересна маторска тема која што своевремено во Корчагин направи еден бран и движење помеѓу професорите за како јас ќе ја бранам маторската тема. Јас направив компаративна анализа помеѓу Библија, Талмуд и Куран. Зошто? Затоа што Стариот Завет се чини заеднички за сите. Доколку го имаме Новиот Завет, врз Стариот Завет од првиот век, тогаш зборуваме за христијанство. Доколку наместо првиот Завет го имаме, Новиот Завет го имаме животот на Мухамед, тогаш имаме ислам. Како и да е. Да, сите тие религии, Стариот Завет име заедничка работа, а толку сме закрвени меѓу нас. Многу од македонците кои ги знам сочувствуваат со евреите и еврејскиот народ и нечесто пати викаат дека на моменти ни станува слично. И едно време, некаде околу 2000-та година, во тоа време, Љупчо Ѓорѓевски, кога беше премиер, беше едно големо затоплување и он го посети Израел, соработка голема со израелската тајна служба за време на конфликтот и така натаму. Тие релации, сметате ли дека се некако заладени, запуштени или се уште ги има? Дали се уште можеме да се надеваме на голема помош нам ни е потребна како земја? И дали Израел може да ја одигра поголема улога тука во целава работа? Ќе бидам брутално искрена и многу аполитична. Израелците велат, евреите велат, никој не може да ти помогне ако не си помогнеш самиот насеб. Првим бараш помош од себе и од Бога, а потоа побаруваш некој да ти подаде рака. Односите помеѓу еврејскиот и македонскиот народ секогаш биле топли односи. И тоа нема никогаш да се промени. Земајќи во предвид дека најновата трагедија која што ја имаме на еврејскиот народ, односно Втората светска војна, македонскиот народ не учествуваше. Јас силно ќе ги нападнам сите оние кои што зборуваат против партизаните и партизанското движење и ги обвинуваат истите за неспасување на македонските евреи. Да, на почеток ве прашав. Би сакала да размислуваат во акцент на времето. Спомнавме дека еве како вертира, дека јас студирав во Јешива. Знаете како многу едноставно да кажам зашто да читам за падот на вториот храм пред 2000 години. Зарем ми е битно што се случувало пред 2000 години. Ако страданието го преведам во Втора светска војна, веќе болката ми е поголема. Ако го преведам во спорот во Босна, е уште поголема. Временската дистанца не смее да ни прави помрачување на фактичката состојба. И нека не се дрзнуваат оние кои што не сакаат да прочитаат повеќе, да зборуваат за партизаните и партизанското движење и она што се случува апропо еврејското прашање во истиот период. Ако сакаат веќе да зборуваме на темата, може да земеме материјали и да прочитаме. Согласно фактите со кои што јас располагам, јас би се вратила назад во времето. Партизаните не се војска. Тие не се организирана војска. Тоа се герила акција, луѓе кои што се спремни да се борат против фашизмот, како јас и вие да одлучиме во овој момент и да отидеме во планина. Голи, боси, без вооружување, без финансиски систем, односно систем кој што ќе ги финансира, туберкулоза, тифус, се што се случувало, како можеле да помогнат. Дали имало летоци, има безброј летоци по македонската литература во кои што тие повикуваат и во Битола, монастирли, кога ги носат евреите од Битола. Другари и другарки, ќе ве молам за помош, нека се дигне народот, видете што ни прават на нашите браќа евреи. Како не им е срам на некој да се обидуваат да ги оцрнат партизаните за ова? Госпоѓо Мизрахи, па час и половина. Зарем веќе. Да.
Благодарам за комплиментот. Разговараме. Се надевам дека повторно ќе ви имам за гостин, а во име на чест на кон еврејската заедница ќе завршиме емисијата со еден документарец, таа до крај ќе иде за прогонот на евреите од Македонија, кој ќе го пуштиме во рамките на мојата емисија. Ви благодарам за разговорот, особено за овој вториот дел. Политичкиот се останува само ваш. Почитувани гледачи, јас се одјавувам, а погледнете го документарецот за прогонот на евреите од Македонија. Лека ноќ и пријатно.